Во месецот март, кога го одбележуваме Денот на жената, наша гостинка во студиото на МИА е професор доктор Ана Данева Маркова, шеф на одделот за рана и високоризична бременост при Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство и председател на Македонското здружение за фетална медицина. Доктор Данева, добре дојдовте, како што веќе кажа, ваша специјалност се ризичните или во народот познати повеќе како патолошки бременности и феталната медицина. Какви се вашите досегашни сознанија, колку жените кај нас се соочуваат со ваков тип на бременост и кои се причините за тоа? Благодарам на поканата. Живееме во време кога не е мал процентот на патолошка бременост. За среќа во исто време, тоа е некаде околу 28 до 30% гледано во европски размери, па тука сме некаде и ние како држава. Гледано во денешен тренд, многу е поголем акцентот на рано диагностицирање на сите овие ризични бременности, на времено третирање, па ако сакат уште повеќе и превенирање на сите овие ризик фактори. Можам да кажам дека гледано во бројки во годините на назад, а се следат сите тие податоци од Институтот за јавно здравје, посветени податоци на мајката и на новороденото, дека по таа насока одиме во тренд на подобрување на здравјето во бременоста и на мајката и на новороденото. Феталната медицина од тој аспект е еден тесен дел од перинатологијата, кој што се развива последните неколку декади. Лидер во таа област е професор Никола Идес, кој што е и наш соработник од пред некоја година. Имаме потпишано веќе меморандум за соработка. И на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство се наоѓа еден одел кој што тесно се занимава со феталната медицина. Кои се причините за високоризичните бременности? Тука морам да споменам дека живееме во многу стресно време. Исто така, Скопје е еден од најзагадените градови во одредени денови од годината во светот, но исто така морам да ги споменеме климатските промени, односно промената во временските услови, кои што секако имаат своја улога во начинот на живење во денешнината. Тренд е денеска жената малку подоцна да се реализира како мајка, односно бременоста да ја оствари малку подоцна од тоа што било понекогаш. Некои статистички гледано, практично првороденото дете во Македонија жената го раѓа на 29-та година, гледано во просек, а можам да кажам дека немал процент од жените се решаваат за прво породување после 35-та година. Секако дека возраста е еден ризик фактор кој што носи и повеќе заболувања, и поголем ризик фактори од типот на индивидуални веќе стекнати болести, кои што понатаму едноставно водат до понеповолен исход и за бременоста и за понатаму за породувањето. За жал да, живееме во град во кој што неколку пати сме лидери во процентот на загадување и тоа беше еден мој мотив да истражувам и во последните неколку години согледувам дека постои тренд на предвремено породување во сезоната кога е најголемо загадувањето. Тоа се веќе докажани податоци од други институти и наши факултети, научници кои што се занимаваат со оваа проблематика, така што наскоро ќе излеземе и со малку поконкретни резултати на оваа тема, се со цел да ја кренеме по висока свесноста за оваа важна тема, особено кога се однесува спор за новороденото, односно за здравјето на мајката. Други ризик фактори се секако начинот на живење, телесната тежина, физичката активност, за кое што морам да кажам дека таа јавна кампања или подигањето на свеста за кое што секако и вие како медиум имате огромно влијание, во последните неколку години потполно ја менува жената во текот на бременоста, односно незиниот начин на однесување, и ако порано совет за бременоста била седи дома, не оди на работа, мируве, денеска напротив и наш и совет на сите други експерти е физичката активност. Оно кој што ние го работиме во насока на превенција на сите овие ризици е програми кои што се занимаваат со превенција на одредени заболувања. Од минатата година се воведе еден скрининг биохемиски со кој што одредуваме во првите 3 месеци која од трудниците би развила или би се јавил ризик за предвремено породување. Целта е да се превенира со соодветна терапија таа трудница и да биде следена нормално во соодветна клиничка патека.
Тоа е нешто кое што најново се работи, а со години наназад скринингот за фетални малформации, скринингот за генетски абнормалности е исто така секојдневие, особено неинвазивната диагностика, тоа значи одредување од крвта на мајката во многу рани недели од бременоста на голем број на хромозомски абнормалности, што сето тоа го на крај подига процентот на здрави новородени, доносени деца, а консеквентно на тоа го намалува бројот на предвремено родени или на трудници кои што би имале одреден ризик во бременост. Се почесто слушаме дека има жени кои што родиле повозрасни, да речеме, над 40-та, над 50-та година. Имавме и случај на една 61 годишна жена која што роди бебенце. Колку често се среќавате со жени кои што на повозрасни години ги раѓаат своите бебиња? Тие во јавноста како феномени се представуваат. Спомнав и на почетокот, постои тренд да таа граница возрастна се зголеми кај жените. Морам да кажам дека исклучиво е ретко да во таа возраст, особено после 48-та година, некој лесен пат успева се реализира во бременоста. Секако дека постојат ризици и за забременување и за носење на бременоста, уште повеќе кога се однесува за таква возраст во која што веќе физиолошки жената би требало да влезе во менопауза или после менопауза. Така што веќе новите третмани, репродуктивни техники факт е дека овозможуваат и тоа е секако стимул и надеж за секоја она жена која што би родила после 40-та година, и имаме се повеќе таква група на трудници, но сите асистирани репродуктивни техники, сите начини кои што веќе ги спомнав за превенција на болестите кои што би се јавиле во бременоста, за кои што многу пати пациентките и пред да се јават кај нас веќе доволно се информирани, живееме во време на дигитализација, кога жената многу знае за својата здравствена состојба, многу повеќе чита за тоа што може да и се случи во текот на бременоста. И понекогаш, за жал, не само избор е тоа на некој да се реализира како мајка подоцна. Понекогаш одредени состојби во животот, одредени болести ја доведуваат во ситуација да не може таа да избере да роди тогаш кога сака, па тој период знае да трае и 10 и 15 години, односно да почне да се обидува во 30-та година, а конечно да се реализира многу подоцна. Кога треба да почне грижата за сеното здравје за сите оние кои што сакаат да имаат и да добијат деца? Ова е особено важно и искрено морам да кажам тема за која што и ние не сме се посветиле доволно во изминатите години, не зборувам само за нашата експертска јавност здравствена, туку и за останатите во светот. За прв пат се креираат сега протоколи за предконцепцијско советување. Што значи предконцепцијско? Фазата на жената или на парот пред да се реши да забремени. Значи сето она со кое што ќе се стекне пред забременување или во периодот кога треба да ја планира бременоста е многу поважно од тоа во моментот кога ќе почне да се планира. Значи водењето на здрав живот, превенција или лекување на одредени болести, откривање на ред болести, па ако сакате и некои ембрионални пореметувања кои што можеби постојат и рано навремено третирање, менеджмент значи дека ќе мора во иднина да биде дел од нашите препораки, нашите совети кон сите оние млади кои што можеби во тој момент од 20-та до 30-та година воопшто и не размислуваат на таа тема, но ќе мора да им се наметне тоа редовно гинеколошко следење, па ако сакате и на сите останати, не само на жената и на молчињата, за да понатаму се надминат овие проблеми, затоа што процентот на оние кои што имаат проблем за забременување е 60 према 40%. 60 за девојчињата, 40 за момчињата. Рековте дека веќе 4 години постои центарот за фетална медицина на клиниката. Колку имало потреба да се интервенира од страна на овој центар и што всушност представува ова фетална медицина? Вие објаснивте делот во еден дел од интервјуто, но ве молам, ќе може ли повеќе колку пати сте интервенирале, на кој начин можете да интервенирате, на што најмногу интервенирате, на што треба да се обрне внимание најмногу од страна на родителите?
Ние сме особено горди како клиника што за прв пат во државата се креираше ваков центар и тоа беше директна поддршка од лидерот во областа на феталната медицина, професорот кој што е од Лондон и кој што инвестираше некаде повеќе од 300.000 евра во креирањето на овој центар. Важноста не е само во финансиската помош или во тоа што ние сме го основале центарот, важноста е во подигањето на нивото на експертите кои што работат во оваа област, не само за следење, дијагностицирање, сега доаѓа време и на третирање на сите оние болести кои што може да се случат во бременоста, односно кај фетусот, а во интерес на неговото преживување е добро да се направат како интервенции, понекогаш и како хируршки процедури во текот на самата бременост. Значи, ако во минатото сме земале само дијагностички тестови, сме земале плодова вода, сме правеле одредени мали интервенции, денеска и во иднина, се надевам, со развојот на феталната медицина, кој што подразбира правење на одредени интервенции, кај бебиња кои што имаат одредени аномалии, ова ќе се развива во центар во кој што ќе можат ние и помладите колеги, па можеби од регионот да се едуцираат и да ги следиме сите оние трудници кои што имаат фетуси со одредени проблеми. Се овозможува и по пат на телемедицина, врзувајќи се со нивниот софтвер, да со одредени експерти во реално време, додека ја гледаме пациентката, да можеме да разменуваме експертско мислење. Значи, ако во минатото одредена трудница со одредена аномалија требало да биде пратена некаде за да биде видена од некој друг, денеска во реално време ни е овозможено затоа што сме поврзани во една заедничка платформа со центарот кој што е во Лондон и понатаму многу полесно се овозможува таа комуникација. Колку интервенции сте имале овие 4 години? Бројот на инвазивните интервенции, морам да кажам, во однос на дијагностика малку е намален, за разлика од минатото, затоа што неинвазивната дијагностика го взема местото за откривање на генетски аномалии. Но се повеќе и се поспецифични интервенции се работат и многу порано се прави откривањето на одредени аномалии. Во бројка не можам да кажам, не се помалку од 150 годишно, можеби и повеќе, со тоа што многу порано се дијагностицираат и многу порано се прекинува бременост. Доколку се утврди дека постои аномалија или проблем кој што е инкомпатибилен со животот. Или во исто време, со третманот кај нас или во соодветните центри, особено на близнаци или на близначна бременост и се овозможува преживување на двата плода. Најчесто тие се бременостите кои што имаат потреба од ваква интервенција и најчесто едниот, а понекогаш и двата близнака се зафатени со некој проблем за кој што треба интервенција. Тоа во минатото било оставано на природата, а во последните 2 декади се третираат и на тој начин имаме преживување, па еве во моментот можам да кажам неколку близначни бременности се третирани за да понатаму се продолжи преживувањето, односно да се добие недела кога и двете бебиња ќе можат да преживеат. Доктор Данева Маркова, освен што работите со пациентки, на клиниката за гинекологија работите исто така и научно-истражувачки проекти. Податоците што ги добивате од овие истражувања многу ви помагаат и вам и на вашите колеги за тоа како понатаму да интервенирате во одредени ситуации кога има потреба на тоа, се со цел заштита на здравјето на пациентите и на луѓето и на бебињата во случајот. Кажете ми колку средства има клиниката или колку средства вам како доктор и како научно-истражувачки работник ви се на располагање за да работите на вакви проекти. Веќе споменавте на проектот за тоа колку загадувањето влијае врз ризичните бременности. Исто така ме интересира кога сме кај овој сет, да речам, прашања, колку средства има ли начини на кои што можете да добиете средства или поддршка од надвор или преку одредени проекти за да ги остварите вашите цели во однос на истражувањата? Морам да кажам дека скромни се тие средства кои што се доделуваат од сите релевантни институции. По нас како поединци за да работиме научно-истражувачка работа, во принцип, за да се сработи, ние сме клиничари, имаме директен контакт со пациентот и сакаме така директно да влијаеме на неговата нормална благосостојба со терапија, интервенции и операции.
И тоа дел од нашата работа, особено тие кои што сме дел од таа универзитетска заедница или академска заедница, имаме обврска, не само обврска, и мотив и пасија, би рекла, да работиме и научно-истражувачка работа. Затоа што тоа носи до иновации, тоа носи до нови пристапи, нови терапии и секако предности за пациентите. Многу од нас сме мотивирани, многу од моите колеги, помлади, повозрастни, сме мотивирани да ги работиме проектите. Во однос на тоа, можеби најголем предизвик е да се одржи мотивацијата, но постојат начини за афирмација на сето тоа кој што е сработено во однос на научно-истражувачка работа. Постојат одредени признанија во моментот, еве ќе спомнам, јас сум дел од меѓународна експертска група која што во Централна и Југоисточна Европа, во 11 земји, во 9 научни дисциплини доделува престижна награда, тоа е од страна на компанијата Медис, признание практично за најдобро рангиран научно-истражувачки труд кој што е објавен во високо индексирано списание. И практично со таквото признание, кој што го дава оваа фармацевска компанија, се дава една признание и лично и кон целокупната заедница, односно тој секогаш не е поединец кој што работел на таа истражувачка работа, и кон институцијата, и кон државата, и сметам дека можеби тоа е еден добар начин за афирмација на сите овие наши активности, затоа што ние дел од нашето слободно време нормално го користиме. Тоа најчесто се работи од дома или остануваме после работа, за да може да ги собереме статистички, да ги анализираме сите овие податоци, да ги објавиме уште повеќе во престижно списание и понатаму низ вакви некои филтри да бидат соодветно рангирани и да им бидат доделени признанија. Мислам дека треба да се охрабри секој оној кој што работи, затоа што и во склопот на тоа рангирање секогаш постои позитивна, би рекла, дискриминација кон државите како што сме ние во овој регион, кои што не многу вложуваат во научно-истражувачката работа, така да при рангирањето на тие платформи ние сме на еден начин стимулирани да и во добар научно-истражувачки труд биде препознаен и да биде рангиран високо, па еве можам да кажам дека во неколкуте години како има такво признание, 6 наши колешки од различни области се финалисти и има добиено престижни признанија кои што понатаму водат до контакти со сите останати во регионот па и во светот, односно признавањето на тој труд или објавата на тој труд значи контакт со релевантни фактори. Моето искуство е низ такви едукации, низ објави на одредени трудови да стапам во контакт со лидерите во таквите асоциации и понатаму да можам да ги донесам, па еве директно да допринесат не лично кон мојот развој, туку напротив кон развојот на институцијата каде што јас работам. Сметам дека тоа е општествена и наша одговорност, особено кога носиме некоја позиција, да може нешто да донесеме кон нашите пациенти и многу сум горда на тоа што е баш во институцијата во која што работам и која што е терцијарна установа и сметам дека ќе излезат сигурно немал број на понатаму експерти во различни области кои што ќе го продолжат тој тренд. Многу ви благодарам за ова интервју, доктор Данева, и ви посакувам успешна работа. Еве уште еднаш да ви го честитам пред време празникот 8 март и да ви посакам се најубаво. Ви благодарам на поканата и чест ми е во месецот на жената да можам да споделам одредени наши убави признанија и искуства и се надевам и во следна прилика ќе продолжиме да соработуваме. Ви благодарам. Благодарам.